Последниот кат од интерното одделение во клиничката болница во Штип е преуредено за потребите на одделот за кардиологија, со низа градежни зафати и санирање на кровот и тоалетите, како и со опремување на болничките простории со нови апарати. Создадени се услови за пружање на целосен кардиолошки лекарски третман, но и со одветна нега на пациентите. Ова е последен доказ дека вложувањето во здравството е неопходно за да се подигне нивото на здравствената заштита на населението, но и да се намали проблемот со иселување на стручниот медицински кадар од градот, изјави градоначалникот на Штип, кој денес беше во посета на кардиолошкото одделение во Штипската клиничка болница. До сега во овие 2 години во оваа клиничка болница се инвестирани средства во висина од 350.000 евра во нови апарати, нова опрема, што значи дека се води грижа за иднината на оваа болница, но болницата како објект, како зграда, како па и новиот дел на новата клиничка болница кој што се гради, не значи ништо без нашите доктори, без нашиот персонал кој што треба да остане овде и да го задржиме овде и во иднина. И покрај одличните резултати на медицинскиот тим на одделението за интервентна кардиологија во болницата во Штип, имаше периоди кога заради нефункционална опрема и несоодветни услови за нега на пациентите, тие не ја добиваа во целост потребната лекарска помош овде и беа праќани во Скопје. Со новиот оддел и новата опрема, овој проблем е надминат. Министерството за здравство го зголеми буџетот за ова одделение, што наскоро ќе резултира со целосно задоволување на овој вид на лекарски интервенции на пациентите од истокот, но и со нови зафати. Денеска сме спремни сите 200-300 илјади жители од источниот плански регион да ги прифатиме, да ги третираме и да ги лекуваме на ниво, како што каже директорот, на ниво на клиника за кардиологија. Благодарејќи на добрата поддршка од Министерството за здравство, годинава добивме изголемување на финансите за нашиот годишен тендер за материјали за стентови, за коронарни жици, што ги користиме секојдневно во нашата работа, така да за 2020 година обемот ќе биде зголемен, ќе бидат зголемени бројот на процедурите, ќе бидат воведени нови процедури за отварање на крвни садови на нозе, на раце, на срце, имавме интервенција за отварање на крвни садови на цревна артерија. Така да во наредниот период жителите од источниот плански регион ќе можат спокојно да спијат, бидејќи кардиоваскуларно ќе бидат покриени во клиничка болница Штип. Новата опрема и просторното уредување веќе значи живот за десеттина пациенти од регионот, вели доктор Николов. Овој дел опреме значи за високо мониторирање на сите кардиолошки пациенти. Сите оние пациенти кои што има одредена состојба инфаркти на белодробието, до сега ги праќавме во Скопје, бидејќи немавме соодветни перфузори со кои што би ги ние третирали тука, пошто тие бараат 10-15 дена хоспитализација. Може да кажем дека последните неколку месеци десетина пациенти спасивме, ги излечивме и сега веќе се пушти на домашно лекување. Од мај минатата година, откако се ставени во функција сите апарати потребни за интервенциите во одделението за кардиологија во клиничката болница во Штип, месечно се изведуваат од 40 до 50 стентирања и од 100 до 120 коронарографии.